Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ова пресконференција ја свикавме за да дадеме еден свој став во однос на ребалансот, меѓутоа и да дадеме одредени предлози. Ребалансот на буџетот го оценуваме исто како што го оценивме и буџетот, дека е пред се нереален, дека е популистички, дека е буџет кој што предвидува повеќе средства отколку што за тоа може да постои економска активност и денеска можеме да констатираме дека ребалансот на буџетот кој што во моментот трае процедурата за негово носење во собранието е пред се популистички и ребаланс кој што е наменет исклучиво за изборните цели. Зошто ова го кажам? Ние имавме поднесено амандмани на овој ребаланс. Има над 160 амандмани кои што се поднесени. 142 амандмани се останати и треба да поминат во наредниот, требаше да поминат во наредниот период на комисијата за вкупна сума од 10 милиарди 788 милијади 451. И токму заради тоа што случувањата во државата, а тоа се две клучни работи кои што ми се случија. Едно е пожарот во дискотеката Пулс во Кочани и второ пожарите кои што се случуваат сега во моментот низ државата, за кои што државата покажа сериозна некапацитетност и неспособност за справување, имајќи во предвид дека имаме и човечка жртва. Вчера реагиравме како парламентарна група и побаравме председателот на собранието Африн Гаши веднаш да свика вонредна координација на која што ќе разговараме преку кои методи, модалитети можеме како парламент да помогнеме во справувањето со ваквата кризна состојба. И едно е јасно дека не може и не смее со ниту еден потек да се нормализираат состојбите кои што се ненормални во државата во овој момент. Од тие причини, Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ќе ги повлече сите преостанати амандмани, токму тие причини, за да не покажуваме или да не нормализираме нешто што не е нормално во државата. И второ, затоа што факт е дека нема владата слух да направи било какво прифаќање или промени кои што ќе допринесат еден дел од работите да се подобрат од тоа што е понудено како визија во ребалансот на буџетот. При тоа најавуваме дека ќе поднесеме два комисиски амандмани кои што се однесуваат токму на овие две клучни теми во овој момент. Прво, еден комисиски амандман ќе побараме Комисијата за финансирање и буџет да прифати, а кој што ќе се однесува за последиците од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани и за кој што ќе обезбедиме средства и за посебното законско решение за обештетување на семејствата на починатите, меѓутоа и за сите кои што се повредени од овој пожар. И вториот амандман кој што ќе го побараме е да донесеме, односно да се прифати амандман со кој што ќе одделиме финансиски средства, а за јакнење на капацитетите за справување со пожари. Што ни покажа овие неколку дена во справувањето со пожарите? Дека сето она што беше увидено минатата година во време на големите пожари, само било видено, констатирано, без при тоа да се преземат никакви чекори и за тоа денеска имаме
повторно иста ситуација. И затоа не може да има никакви оправдувања во однос на тоа дека има недостаток на пожарникари, недостаток на финансиски средства, недостаток на опрема и така натаму и така натаму. Ние сметаме дека државата, односно парламентот, ја има таа можност, меѓутоа ја има и обврска пред граѓаните, преку определување на финансиските средства, пред се да се обезбедат средства за вработување на пожарникари кои што токму за вакви моменти ќе се најдат на државата и на граѓаните. Второ, за зголемување на платите на пожарникарите во државата, заради тоа што не може и не смее државата да се сеќава на оваа категорија на работници само во моменти кога имаме криза и кога тие се справуваат со таа криза. Секако дел од финансиските средства за обештетување, заради тоа што гледате дека имаме изгорени куќи, викенд куќи, фабрики и така натаму во овие пожари. И од тој аспект сметаме дека треба навистина да покажеме едно разбирање за состојбите кои што се и заеднички да ја пратиме таа порака на помош и солидарност кон граѓаните. Еве, ова се нашите две теми за кои што сметаме дека може да се постигне единство, може да се постигне консензус и токму таа порака на соработка, на единство и на консензус може да се покаже во овие моменти во кои што не треба да има различни погледи, не треба да има никакви поделби по ниту политичка, ниту било каква друга основа, туку напротив, да покажеме на граѓаните дека сме заедно, сплотени, солидарни, единствени и таквата порака на соработка да ја покажеме токму во моменти кога најмногу е потребно за граѓаните на Македонија.